10-годишниот Иван Милосов, ученик во основното музичко училиште Ристо Јуруков, деновиве имаше соло настап на виолина заедно со оркестарот на Македонската филхармонија во Скопје. Во рамки на редовната програма на филхармонијата под назив Младите доаѓаат, тој свиреше рамо до рамо со далеку постарите и поискусни музичари, што е големо признание и за него и за неговите наставници. Истовремено е и признание за нашата образовна институција, со оглед што во низиниот историјат не се случило ученик на таа возраст да настапува на толку високо ниво. Јас на 10 години учествував со своето деби учествував како солист на Македонската филхармонија во Скопје. Ја го свирев концертот Колај први став. Милосов е ученик во класата на професорот Петар Поповски, кој го истакнува талентот на неговиот ученик, но и потребата од постојано вежбање. Како професор лично е големо достигнување и круна на макотрпната работа што имаме со учениците во основното училиште Ристо Јуруков. Ова е своевиден поттик и за другите ученици, значи 90% е работа, 10% е талент. Наша работа е да го препознаеме и да го обликуваме талентот и после натака останува на учениците да се покажат во најдобро светло. Постигнувањата на Милосов се резултат и на поддршката што тој ја добива од училиштето, но секако и од семејството. Во принцип Иван е дете кое што и да има трема не ја покажува тремата, за него тоа е одлично. Мислам дека 15 минути пред да кренеме на настапот беше свесен дека всушност е место и време кога треба да настапува. Да, покажа за прв пат трема, меѓутоа со помош на неговиот наставник Петар Поповски, а и под менторство на Ана Контраденко, што морам да ја спомнам, успеа да ја совлада тремата и ја имавме таа чест како најмал и најмлад учесник да ја отвори сцената и да настапи прв. Дека времето на младите музички таленти доправа доаѓа, потврда е настапот токму на Милосов со Македонската филхармонија. Од него и од неговите училишни другари од основното музичко училиште Ристо Јуруков, јавноста во Кочани пошироко очекува нови успеси и настапи на важни манифестации и со големи оркестри.